Во Општинското основно училиште Васил Главинов денеска беше поставена едукативната двојазична изложба наречена "Коњи на слобода во Европа". Оваа изложба се реализира во рамки на децентрализираната соработка помеѓу регионот Долна Нормандија и Македонија, франкофонскиот круг од Скопје и Европската куќа од Каен. Изложбата има за цел да го потенцира не само потеклото на коњите, туку и нивната еколошка и улогата во зачувувањето на природните средини во Македонија и Нормандија во Франција. Тие се остатоци од оние миграции кои што се случиле со жителите од село кон град, односно кога луѓето во 50-тите, 60-тите години или дури и порано се преселувале од село во град, стоката не можејќи да ја продадат, односно коњите ги оставале на слобода, слободно да си пасат. Сега тие коњи по потреба се користат од страна на жителите, тие се полупитоми коњи и ги користат за транспорт на дрва или доколку им треба за работа на нива и така натаму, но во голем дел од годината тие се на слобода. Еден дел од изложбата е посветен и на коњите на слобода во Полска. Од Васил Главинов велат дека ова е начин учениците да ги прошират своите знаења. Задоволни се што изборот е направен токму во ова училиште, да биде поставена изложбата во рамки на представувањето во градот Велес, кој е збратимен со Шербур од Долна Нормандија. Честни што одека започна во нашето училиште. За учениците е едно искуство повеќе да си го испробат знаењето околу францускиот јазик и да научат нешто повеќе што се случува еве со животните кои што стварно се на слобода, како во случајот нели коњите на слобода. Сепак, еве некој се досетил, тоа е нели преку франкофонскиот круг, што ова денес се случува и што е така наречено. Инаку во чест еве на новогодишните празници, така да малце повеќе активностите ни се зголемија во самото училиште покрај другите активности што ги имаме за Нова година. Покрај во Велес, изложбата "Коњи на слобода во Европа" досега е представена во неколку градови во Република Македонија.